имаш некој елемент кој толку многу среќа давал во одреден период, луѓе го користеле за одмори, за запознавање и наеднаш е напуштен. И стои само како некаква руина и всушност паралелно таа може да се гледа и како распаѓање на тие пријателства и на тие убави денови. Тоа што беше наша идеја и предлог, беше одморалиштето да се зачува, тоа да се конзервира и ревитализира во неговата автентична состојба, односно состојбата како што ја проектирал архитектот Борис Чипан во 1954 година, и да се додаде некако вид на интервенција која што ќе додаде нова вредност, која што ќе додаде нова содржина, нова програма за да се под број 1 да се зачува самото одморалиште и под број 2 да се актуализира општо тој дел од брегот на градот Охрид, значи тој источниот дел во населбата Далјан. Односно да се најде кој е најдобриот одговор да се пристапи на ваквата архитектура, за таа да се зачува и повторно да се реактуализира после 20 години нејзино пропаѓање. Тоа беше еден отворен повик, се викаше Call for Competitions, организиран од италијанска организација Terra Viva. И тие имаа направено нешто доста необично, затоа и ние се пријавивме. Требаше да се напише конкурс и со тој конкурс да се аплицира на конкурс. И од сите ние бевме меѓу победничките решенија и потоа тој конкурс се дообработи и сега е објавен како интернационален конкурс, каде што можат да се пријават учесници од сите држави. Нашиот предлог се прифати како конкурс и сега, во јуни 2024 година, Terra Viva нашиот предлог го распиша како нивен интернационален конкурс за ревитализација на феријалното одморалиште во Охрид во наутички и социјален клуб. Го одбрав тоа одморалиште прво заради авторството на Борис Чипан, нашиот архитект и професор, и второ затоа што одморалиштето во Охрид припаѓа на тој богат опус на македонска модернистичка архитектура од втората половина на 20 век и еден извонреден пример на таква модернистичка архитектура сместена на убава локација на Охридското езеро. Би донесле некои нови идеи кои можеби за нас би биле далечни, ама би дали инспирација за како во иднина би можело да се развива одморалиште. Овој објект кој што има една голема важност за колективната меморија на градот, кој што има емоционална вредност за жителите на Охрид, емоционална вредност за сите кои што поминале таму некаков одмор, денес го гледаме на интернационален конкурс кој што предлага тој да се зачува, тој да се реупотреби и да се внесе една нова вредност, да се добијат предлози како тој повторно да заживее и да се актуализира. Овој објект е значен објект на професорот Борис Чипан, затоа што едно од неговите рани, односно помеѓу првите негови реализирани и проектирани дела, и еден представник на модерната архитектура со еден чист модернистички израз. Никому не е драго да го гледа денес така затворено, напуштено, уништено и самиот објект и зеленилото околу.